Есента е период на настинки и грип. Во овој период настинките се многу распространети, а сезоната на грипот календарски започна од 15 октомври. Па од Институтот за јавно здравје вела дека нема распространетост, бидејќи на ниво на Македонија неделно се пријавуваат 2 до 3 случаи. Но затоа настинките се доста актуелни во овој период од годината, особено кога имаме нагли температурни промени во текот на едно деноноќие. Настинката е болест со благ степен, која после 7 до 10 дена поминува сама од себе. Кашлицата и малаксаноста може да траат до 3 недели. Кај децата тешкотиите траат подолго отколку кај возрастните, а по правило ги снемува за 10 до 14 дена. Лекарите советуваат за олеснување на симптомите што се јавуваат при настинка, треба да се земаат деконгестиви кои ќе ја исчистат слузокожата на носот, а за ублажување на болките може да се земе и парацетамол. Исто така, лекарите советуваат да се внимава на настинките, бидејќи бројни вируси кои кај возрастните предизвикуваат само настинки, кај децата може да предизвикаат бронхитис. Затоа треба внимателно да се следи состојбата. Лекарите во вакви денови препорачуваат добар одмор во текот на лечењето, пиење многу течности и зголемување на имунитетот. Од настинките граѓаните може да се заштитат и со внесување на свежо овошје и зеленчук и со доволно спиење, бидејќи со тоа се зајакнува имунолошкиот систем. Како се справуваат скопјани со настинките, излеговме на терен да ги прашаме. Како се справувате со настинките во овој период? Немаме настинки. Не се соочуваме со настинките. А користите ли витамини, здрава храна? Здрава храна, да, се исхрануваме здраво, а за витамини сметам дека има доволно здравата исхрана која употребуваме и се соочуваме. Со настинките никако. Се носот запуштен, тече, променливо време, што да правиме, ништо. Консумирате здрава храна, витамини? Само здрава храна, ништо друго. Витамини, тиква пече на највише, други работи, супер. Со настинките што викат подобро да се облечен и да печасити. Лекарите велат дека исхраната со брза храна или недостигот на витамини го прави организмот поприфатлив за вируси и инфекции. Телото е многу посилно кога се бори со грипот и настинките ако сте добро одморени и соодветно нахранети. Исто така треба да се престојува и на свеж воздух, а епидемиолозите советуваат и почесто миење на рацете и проветрување на просториите.